Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Турција и Соединетите Американски држави имаат проблем. Во Американскиот конгрес на разгледување резолуција за геноцид на ерменците од страна на отоманските турци. Ова предизвика дипломатска бура, зашто ќе ви кажеме веднаш на почетокот на емисијата. Јас сум Лилица Китановска. Турција ја предупредува администрацијата на Обама на негативни дипломатски последици ако не ја блокира резолуцијата, што убиствата од ерата на Првата светска војна на ерменците од страна на отоманските турци ги нарекува геноцид. Турција го отповика својот амбасадор од САД откако Конгресна комисија ја усвои необврзувачката резолуција. На пресконференција во петок, министерот за надворешни работи Ахмед Давитоглу кажа дека американската администрација не вложила доволно напори во блокирање на гласањето во Комисијата за надворешни односи на Претставничкиот дом. Тој рече дека очекувал администрацијата да запре резолуцијата од напредување кон гласање во Претставничкиот дом во полн состав. Читајте повеќе за ова на нашата веб страница glasnaamerika.com, а ние одиме на други вести. Серија од неколку силни потреси го потресаа Чиле недалеку од местото каде смртоносниот земјотрес од 8,8 степени предизвика голем пустош и цунами пред речиси една недела. За сега нема извештај за штета или повреди. Најголемата во светот, Конгресната библиотека во Вашингтон, поседува фонд од над 130 милиони примероци. Нашиот колега Гоце Јаневски со камера истражуваше што од Македонија е застапено во оваа маркантна институција во главниот американски град. Конгресот ја основал во 1800 година со почетен фонд од $5000 како информативен извор за пратениците на Капитол Хил. Во 1814 паѓа жртва на пожарот што го подметнале британските сили при инвазијата на Вашингтон. Накусо потоа, пензионираниот претседател Томас Џеферсон ја подарува својата богата колекција собирана по светот и Конгресната библиотека го прифаќа неговиот концепт на универзалност, со што се удрени нејзините темели како глобален храм на знаењето. Во фондот од скупно 130 милиони примероци има 29 милиони каталогизирани книги и друг печатен материјал. Речиси половината е на 460 различни јазици во светот. Библиотеката е дом и на најголемата светска колекција на правни материјали, филмови, мапи и аудиовизуелен материјал, меѓу што и преку 12.000 филмови. Целиот фонд е распореден во 3 згради, кои го осликуваат архитектонскиот стил на времето кога библиотеката е изградена. Во најстарата, именувана Томас Џеферсон, се наоѓа Европската читална и јужнословенската колекција. Предраг Пајќ, виш библиотекар, речиси 20 години се грижи за неа. Вели збирката на македонски книги е најголема надвор од Македонија. Македонските книги и списанија ги добиваме на два начини, преку купување на наслови и со библиотечна размена со истакнати институции од Македонија. Годишно библиотеката откупува 1000 наслови, а исто толку добива и со размена со Народната универзитетска библиотека во Скопје. Пајќ не знае со сигурност колкав е вкупниот број на насловите на македонски, но вели дека имало години кога се набавувале и по 5000 наслови. Тој е сведок дека многумина истражувачи кои се интересирале за Македонија, своето истражување го започнале токму од тука. Конгресната библиотека го дигитализира фондот, со тоа правејќи го достапен на вашиот компјутер. Книгите префрлени во електронска верзија се стари најмалку 75 години, што значи дека веќе немаат заштитени авторски права и корисниците на интернет можат слободно да ги употребуваат. Например, преку каталогот може да се најдат фотографии направени во Македонија во 19 и 20 век. Институцијата е партнер во проектот Светска дигитална библиотека. Тоа е проект на УНЕСКО, што е презентација на колекции на 7 земји на најважните библиотеки од светот. Иако македонскиот јазик се уште не е застапен во овој проект, Пајќ вели дека верува дека тоа ќе се случи наскоро. За да ја користите библиотеката, треба да бидете полнолетни, а ако тоа го правите преку вашиот компјутер за секој случај, проверете и придржувајте се до издавачките права, иако дигитализираниот материјал во основа е за слободно користење. Македонските иселеници во Чикаго имаат своја црква во која ги чествуваат сите обичаи и обреди од татковината. Како живеат, колку често посетуваат литургија, како се организирани, сето ова ќе го видиме од репортажата на Јане Баџиевски од Чикаго. Во далечната 1979 македонците од Чикаго решиле да го преземат првиот поголем чекор за остварување на својот сон и купуваат постара црква во Бервин, Илиноис. Веднаш почнале со преуредување. На едно од црковните собранија донале одлука оваа црква на светите просветители и учители Свети Кирил и Методий. Објектот е осветен во 1988. И во Тугина, како што вели отец Рубинчо, се чествуваат истите обреди и обичаи од татковината.
Свештениците настојуваат да ги одржат традициите на нашата православна македонска црква. Во овој случај стоиме пред купелот, каде што младите христијани, децата, со нивните фамилии доаѓаат во нашата црква за да бидат крстени и да бидат прифатени во мнозинството од овој свет, тоа е христијанството. Православната црква се збогатува со нови членови. Македонските православни цркви во САД се изградени со една цел – да ги продолжат старите традиции на македонците и селеници. Секоја недела се одржува литургија, како и за празнични денови. Секоја година пак расте бројот на членови од заедницата. Ширењето на православната вера, македонска вера, се кажав и порано, претежно ние настојуваме да ја одржиме таа македонска православна вера и нашите доселеници и поколенијата кои што доаѓаат на овие простори. Надлежниот архиереј за северноамериканскиот континент владиката Методиј 2-3 пати во годината настојува да ги охрабри да продолжат со мисијата, на секој начин да се сочува македонскиот јазик и православната вера, вели отец Рубинчо. Како и во другите делови на Соединетите Американски држави каде што живее македонска дијаспора, и во оваа црква во Свети Кирил и Методиј во Чикаго, верниците се собираат како што велат и за добро и за лошо. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Чикаго. Во понеделник во Newsflash, дали Конгресот ќе забрани медицински експерименти на шимпанза? Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ви посакувам убав викенд, до гледање.